Следите, Трилинг продолжува одисејата со издавање на пасоши, лични карти, возачки дозволи. Но има и многу македонски граѓани кои се затекнати и се уште со стари пасоши, а се надвор од државата во овој момент. Во ова издание на Трилинг, особено на почеток, ќе се осврнеме околу голготата со која се соочуваат македонските граѓани, поради можеби неажурноста, неефикасноста или нефункционалноста на институциите. Дали е потребна лична или колективна одговорност за ова што ни се случува, особено со издавањето на патните исправи. Во вториот дел од овој интервју ќе се осврнеме и на политичките случувања во пресрет на претседателските и парламентарни избори. Гостин во ова издание на Трилинг Бојар Османи, шеф на дипломатијата и подпредседател на ДУИ. Господин Османи, чувствувате одговорност што иако има промена на документите, се уште не сте ги известиле, например, на време или со време македонските граѓани дека не може да патуваат со стари патни исправи. Добро, тоа не е, пасошите не се надлежност на Министерството за надворешни работи, освен дипломатските. Не сум чул дека со дипломатските пасоши има некој проблем. Тоа што ние се обидуваме да се реорганизираме во МНР е како да ги менаџираме последиците од овој проблем. И мислам дека до сега немаме никаков предизвик во однос на нашите граѓани кои што се надвор со стари пасоши, а треба да се вратат. Бидејќи, како што реков на брифингот со новинарите, работиме како да ќе нема флексибилност од државите по однос на користење на старите пасоши, но паралелно, значи се организираме како да ќе нема флексибилност, но работиме за да има флексибилност. И ги постигнавме двете. И се реорганизиравме, патните листови ги направивме бесплатни, овозможивме патните листови граѓаните да ги добијат по пошта, да не мора да дојдат до амбасада. Зголемивме број на дипломати во критични точки каде што има најмногу барања и плюс во комуникација со државите, успеавме неколку држави веќе ги пуштаат граѓаните со старите пасоши за да се вратат дома. Значи, мојата надлежност е за тие што се надвор. Дали ќе побарате одговорност од македонскиот амбасадор во Рим, кој на своја рака, веројатно, или можеби со ваше знаење? Таму испитуваме сега што се случило, меѓутоа имаше јасна инструкција од Министерството од првиот ден дека нема да известуваме по однос на овие рокови, затоа што работиме на флексибилност и да им олесниме на граѓаните. Дали поради ваквиот пропуст не гледате одговорност? Значи, тоа допрва треба да го испитаме, меѓутоа уште пред да почнат роковите, таа нота била повлечена затоа што е сватено дека е направена грешка на еден од вработените, меѓутоа без никакви импликации по однос на граѓаните, затоа што целата таа мискомуникација се случила пред роковите да стапат во сила. Значи немало никаков импакт практичен за граѓаните, а сега испитуваме дали дел од тие вработени имале комуникација со еден од поранешните министри, бидејќи има такви шпекулации, дали е тоа обид да се дискредитира МНР или навистина е техничка грешка. Јас верувам дека е само техничка грешка, зашто се разбира ќе мора амбасадата да даде извештај, но најважно е дека немало никакви практични импликации, бидејќи повлекувањето се случило пред да стапат роковите на сила. Дали сме некадарни или неефикасни? Зошто задоцнивме? Откако ќе им се излезе во пресрет на граѓаните, се разбира дека ќе се прават анализи, испитувања и доколку има свесно одолговлекување на процесот, тогаш се разбира дека ќе има одговорност. Но мораме да ја чуеме таа страна, да видиме што ќе кажат во Министерството за внатрешни работи, бидејќи сепак е голема операција менувањето на 2,4 милиони. Преспанскиот договор, наместо побрзо да не интегрира, веројатно не изолира или само се изолиравме поради лошите политики владини, веројатно. Видете, Преспанскиот договор ги имаше тие транзициони рокови, односно технички рокови од 5 години за менување на документите кои се за надворешна употреба. За документите за внатрешна употреба се менуваат согласно од поглавијата од преговорите со Европската унија. Тие за надворешна употреба има рок од 5 години. Дали е тоа разумен рок, дали е тоа доволен рок, се разбира после во тие анализи ќе видиме, меѓутоа мислам дека е важно
ние да не покажеме сега тенденција на непочитување на договорите, бидејќи сметам дека тоа ќе биде сериозен удар врз кредибилитетот на државата, туку напротив, ние сме во комуникација со Грција, сме во комуникација со сите држави по однос на флексибилноста. Еве гледате, граѓаните патуваат со лични карти, со старо име низ соседството, може да се вратат назад и со стари пасоши, иако ние им велиме не ризикувајте, ви даваме бесплатни патни листови, можеме да ви ги пратиме и по пошта, за да евентуално немате проблем било каде во која држава. Но важно е дека политичката волја за почитување на договорите мора да остане и не смееме да подклекнеме под било кој предизвик за да директно одиме кон непочитување на договорите, туку напротив во подобро организирање со цел почитување на договорите. Владата и председателот изгубија речиси една недела во приписки кои да ги информира или да ги замоли грчките власти да овозможи пролонгирање на рокот, откако добивме црвен картон од официјална Атина, не ставија во теснец. Сега ве прашувам, сте во постојана комуникација со Грција. Дали официјална Атина ги почитува роковите и обврските од договорот? Значи, двете страни во суштинскиот дел на договорите ги имаат исполнето обврските. Ние во 95%, ако можам да кажам, сме ги исполнили нашите обврски. Грција во својот суштински дел, а тоа е поддршка на НАТО интеграција и поддршка на ЕУ интеграцијата, го има испочитувано. Ние сме останале во неколку институции каде надлежноста не е на владата, например МАНУ, МРТ и федерациите. Тоа се што е останато во нашиот дел. Грција има во делот на одредени сообраќајни знаци, дури вчера не информираа дека еден знак го имаат сменето и 3 договори кои што не се директно поврзани со Преспа, повеќе се се уште на таблите стои Евзони и Скопје. Се може би банално звучи, меѓутоа и тоа е дел договор. Стоеше Скопје, сега е Скопје од вчера, мислам се сменети, затоа што насоките се до градовите, а не до државите. Такви се правилата на сообраќајните знаци. Но од прилика тука сме во исполнувањето од двете страни. Сега во договорот стои дека доколку има проблеми во имплементирањето, со цел потикнување на имплементирањето, има така наречен висок совет, кој што го водат премиерите, заедно со дел од министрите, така да во било кое време ние може да побараме или да се побара од двете страни да се свика таков совет доколку има суштински проблеми во имплементацијата. Но јас во овој период сум се видел со министерот, постојано сум во комуникација и моите дипломати со грчката страна и се обидуваме да има минимум проблеми со кои ќе се соочат граѓаните. Но јас мора како министер за надворешни работи да го сочувам и имиджот на државата пред светот. Следите трин гостин во емисијата Бујар Османи, министер за надворешни работи и подпредседател на ДУИ. Шефот на државата Пендаровски не го потпиша законот за игри на среќа и се создаде своевидна мала конфронтација на релација ДУИ Пендаровски. Дали тоа значи дека шефот на државата, доколку одлучи да се кандидира за втор мандат, нема да може да смета на поддршка на ДУИ? Пака, не поврзани се. Или ова е своевиден предизборен фолклор повеќе? Не поврзани се тие две работи. Видете, овој закон беше важен бидејќи беше предизборно ветување на ДУИ. ДУИ вети пред овие избори дека овие казината, игрите на среќа ќе ги тргне од централните градски подрачја, односно од вид важни објекти како што се школите, верските објекти. И затоа инсистираме на тој закон, бидејќи стои дека ваквите игри на среќа ќе бидат оддалечени до 500, односно над 500 метри од тие важни објекти за граѓаните. Тоа здруженијата кои што се борат против игри на среќа во централни градски подрачја го поддржуваат, не поттикнуваат нас и затоа ова образложение дека заради европско знаменце не се потпишува, но не заради содржината е малку дискутабилно, бидејќи многу закони со европско знаменце се потпишаа претходно. Знаеме дека Точно е, министре, дека многу закони се потпишаа со европско знаменце, меѓутоа имаше и многу бурни реакции и критики од страна на меѓународната заедница што се носат закони со европско знаменце. Тука реакцијата е бидејќи здруженијето на собствениците на игри на среќа правеа голем притисок. Знаете, се закануваа,
лобираа да не помине законот поради бизнис интереси. И сега тука не е јасно зошто е донесена одлука. Дали е под притисок на овие здруженија, председателот него потпиша, или е заради европското знаменце. И затоа беше нашата реакција, но тоа не е поврзано со други процеси. А за нас беше многу важно и е многу важно овој закон да помине заради тие 500 метри оддалечување, бидејќи тоа беше барање на граѓаните. Тоа беше главно барање при секоја средба која што ја имавме со нив, да се тргнат казина до школите, односно обложувалници, до школи, до џамии, до цркви и до објекти каде што младите пред се гравитираат, бидејќи на тој начин стануваат и зависни од тоа. Затоа сме осетливи на тоа. Зошто толку долго го криевте или го чувавте или не го објавувавте во јавноста писмото на комесарката за човекови права во Советот на Европа Мијатовиќ, која бара реактивирање на хашките случаи? Дали може да се соочи лидерот на ДУИ Али Ахмети со неславен политички крај? Не, видете, тоа е желба на многу. Очигледно гледате дека има една анти-ДУИ кампања пред се фокусирана врз Ахмети, која што јас мислам дека е антиалбанска кампања, меѓутоа заради политичка коректност се користи како еуфемизам ДУИ. Бидејќи Советот на Европа претпоставува води антиалбанска кампања. Не, ама вие прашавте дали неславно ќе заврши. Јас ова го слушам со години и години еден сон дека Ахмети еден ден неславно. Значи човекот кој што ја интегрираше албанската заедница во едно заедничко општество, бидејќи често кажувам, не ја демонизирајте интеграцијата, бидејќи алтернативата на интеграцијата е дезинтеграцијата. Значи, човекот кој што ја го држи евроатлантскиот курс на државата 20 години, кој што ги стабилизираше меѓуетничките односи, кој што создаде предвидливост во оваа држава и ја интегрираше една заедница која што беше оставена надвор. Значи, од 2002 0,2% албанци беа во државните институции. 0,2, значи 99,8% беа другите. И за 20 години успеа да го интегрира во една унитарна држава, во еден унитарен систем во кој што сега работиме еден за друг, еден со друг, еден покрај друг. И тоа нели ни беше целта од почетокот. Која е алтернатива од тоа што го Меѓутоа, ова и албанофобија делумно, и политичка завист, и љубомора се создаде тој што зборувам јас политичко олигархиски центар кој што се обидува да ја демонизира и сатанизира ДУИ во сите нејзини делувања. Ова го кажам во контекст на тонот на вашето прашање, не сметам дека вие имате таков став, но таква е рефлексијата во моментот. Но ева дајте ми конкретен одговор во однос на писмото на Мијатовиќ. Јас од медиумите го видов тоа писмо, јас не сум го видел претходно тоа писмо. Тоа е апсолвирано прашање, бидејќи ниту имало таму процес во Хаг, ниту и тука е констатирано дека нема основи за процес и мислам дека Сметате дека хашките случаи се затворени? Да, апсолутно. И обично се Мијатовиќ не стои на вашиот став. И не сум го прочитал писмото, навистина немам коментар на писмото, но знам дека во секој предизборен процес се отвара темата со таа идеја дека еве ќе дојде време кога Ахмети неславно ќе заврши. Во однос на членството на НАТО во ред. Еве тоа прашање затворено. Па не е само во ред, тоа е најважното прашање за во однос на интеграцијата или побрзото приклучување во Европската унија, процесот оди бавно. И вие, и вашиот лидер Ахмети, и премиерот Ковачевски бевте убедени дека ќе ги спроведете уставните промени. Не се исполни тоа. Видете, ние работевме за да се спроведат уставните измени, затоа што веруваме во концептот на уставни измени. Значи, јас сум објаснил милион пати, ќе објаснам пак. Има две траектории во дискурсот со Бугарија и во нашиот европски пат. Или ќе зборуваме за историја и идентитет, или ќе зборуваме за човекови и малцински права. Рефлексија на темата малцински човекови права е уставни измени и акцијски план за малцинства. Ако не го спроведеме оваа траса, ако не ја спроведеме, ќе треба да се вратиме на трасата историски прашања и идентитетски прашања. Значи, ние успеавме, заедно со Вашингтон и со Брисел, да ја рушиме бугарската декларација на парламентот,
И тоа со целата енергија која што ја вложи Вашингтон и Брисел заедно со нас, за да темата историја, јазик, идентитет не бидат веќе прашање на односите со Бугарија, туку малцинските и човековите права, и сега некој таа енергија која што ја вложи Вашингтон, Брисел и ние сака да ја минира, за да веројатно не врати повторно на претходната тема. Затоа е многу важно да се завршат уставните измени и сметам дека е во наш интерес да се завршат. Трендот на расположение кај граѓаните најавува промени на политичката сцена. ВМРО смета дека е време дуи да оди во опозиција, се окрупнува политичкиот опозицијски блок кај албанците. Дали гледате закана на престојните парламентарни избори, дали чувствувате дека доаѓа време на ваше опозицијско делување? Прашањето е дали ќе дозволиме да се загрозат овие темели на кои се заснувува евроатлантска Северна Македонија. Меѓуетничките односи, добрососедските односи, курсот кон Европската унија. Тоа прашање ги засега граѓаните. Не дали ДУИ ќе биде или ВМРО ќе биде и така натаму. Мислам дека ВМРО ДПМН е со барањето ДУИ да оди во опозиција, знаете дека ни прават услуга пред албанското гласачко тело, бидејќи албанците ги знаат нивните намери кон албанците. Они не го почитуваат рамковниот договор, не го почитуваат преспанскиот договор, не го почитуваат законот за јазици и бараат албанците да немаат една силна политичка партија која што ќе се постави како браник на интересите на евроатлантска Македонија, Северна Македонија, туку бара да има помали политички партии со 5-6 лидери со кои што ќе може поединечно да се договара за ситни политички пазарења. Тоа е тенденција која што ние сме ја виделе кај албанците во последните 20 години. Зошто го создавате тој наратив на поделба на про и анти ЕУ? Затоа што прво светот е поларизиран како никогаш до сега. Имаме една јасна поларизација меѓу демократи и автократи, меѓу Запад и Исток. Во Исток тука ја представувам, ја гледам Руската Федерација и нејзините прокси играчи и сателити, и тоа се рефлектира и кај нас. Значи, најсигурниот начин, единствениот начин ние да се оддалечиме од било какво руско влијание е да продолжиме на патот кон Брисел. Било кој што го попречува тој пат, го успорува тој пат, всушност игра свесно или несвесно за рускиот интерес на Балканот и во Република Северна Македонија. Затоа овие избори ќе бидат битка на два наратива, на европскиот и на рускиот наратив. И вие ќе кажете, да, но сите партии се за Европската унија. Не е важно што ќе кажат партиите, што прават партиите, кои им се нивните планови, како планираат тие да ние се оддалечиме од рускиот интерес и да одиме кон западниот, односно европскиот интерес. И мислам дека таа одлука граѓаните ќе ја донесат сега. Еве, гледајте ја Романија, 800% е зголемен GDP од денот на влегување во Европската унија. 800%. Гледајте ги другите соседни земји, значи јасно е дека Европската унија носи просперитет, носи економски прогрес, носи задржување на луѓето овде, враќање на тие што се заминати, владење на право, квалитетен живот за граѓаните, стандард за граѓаните. Само Европска унија тоа може да го нуди за нас. Во вашите изјави препознавам своевидно ретерирање во однос на убеденоста ваша дека повторно ќе бидете на власт со тезата дека не е важно кој ќе ја формира идната влада. Дали веќе чувствувате кај граѓаните дека има незадоволство од начинот на практицирање, особено на вашите министри? Не сакам да бидам нескромен. Иначе сите анкети, дури и тие што ги прави опозицијата, покажуваат убедлива победа на ДУИ во албанскиот блок. Бидејќи меѓутоа, мислам дека тие што рационално размислуваат по однос на државата и тие гледаат во ДУИ квалитет. Помалку сте контрадикторен министр заради тоа што велите не е важно да се нагласи етничката припадност,
а при тоа го потенцирате тоа дека конечно Македонија добила премиер албанец. Да, се надеваме дека ќе имаме и председател албанец. Да, затоа што знаете, го взимам често и овој пример. Кога стана прв председател на собрание албанец, имаше речиси државен удар. Нели ви текнува нападот во собрание кога стана Талат Џафери. Затоа што беше шок. Тие места беа резервирани. Тие места беа забранети за албанците. Кога стана повтор пат во 2020, веќе не беше ни вест во медиумите. Затоа што се нормализираше таа позиција. Македонците сфатија дека биле под притисок на пропаганда, дека ако албанците бидат на таа позиција, кој знае што ќе се случи со државата. Видеа дека напротив, дури парламентот, прашајте ги пратениците на ВМРО и СДСМ, велат парламентот никогаш подобро не бил воден отколку за време на Џафери. Добро, ВМРО ова кој ќе ослушне, одма ќе реагира. Јас ви кажувам, јас лично сум разговарал со пратеници кои што викаат воспостави ред. Дали ќе се оди со консензуален кандидат за председател? Видете, во дуи одлуките се носат малку повнимателно, бидејќи одговорноста е поголема. Затоа што ние во овие 14 изборни циклуси не сме изгубиле избори. И не излегуваме на избори за да ја пробаме среќата. Кога излегуваме, 10 пати мериме, но кога излегуваме, победуваме. И затоа Добро, на минатите председателски избори одевте со време за председател албанец. И победивме како. Стево Пендаровски беше наш кандидат заедно со СДСМ. Значи, ние кога излегуваме на избори, поддржуваме еден кандидат, тој кандидат победува. Стево Пендаровски 2014 изгуби, ја немаше поддршката на ДУИ. 2018 беше заеднички кандидат и победи. Затоа ние ги мериме 10 пати, како што се вели во народот, пред да донесеме одлуки и ќе дополнително наредните денови ќе решиме дали ќе се оди со кандидат на партијата, дали ќе се оди во некаква коалиција. Тоа ќе решиме после пошироки консултации, вклучувајќи ги граѓаните. Имате ли председателски амбиции вие? Видете, јас сум политичар кој што сум влегол во оваа тема на обезбедување на европска иднина на државата. Работам 7 години на таа тема и се разбира дека зависи од проценките каде сум најкорисен. Но оставам тоа да се одлучи во структурите на партијата, на партиите и така натаму. Меѓутоа, јас сум политичар кој што сум дел од една структура кој што има за цел, како што реков, држава на еднакви, членка на НАТО, членка на Европската унија. Ништо помалку, ништо повеќе од тоа. Дали тоа што внимателно правите анализи, проценки околу можниот председателски кандидат или можната поддршка, се сомневате дека ако Пендаровски одлучи да се кандидира за втор мандат, се сомневате дали тој би можел да ја добие повторно поддршката за шеф на државата за втор мандат? Јас мислам дека ако ДУИ има кандидат, тој е сериозен кандидат за да победи. Но мислам дека треба да се направат добри проценки за да се даде понуда која што е согласно времето во кое што живееме, предизвиците со кои што ги имаме и очекувањата на граѓаните. Тоа треба да се калкулира за да дадеме понуда која што, како што реков, не е за да се тестира, туку за да се победи. Благодарам за гостувањето и посакувам среќен пат за Минхен. Благодарам и на вас. Следете интервју со министерот за надворешни работи и подпредседател на ДУИ Бујар Османи.